Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добро дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Ово утро имаме специјална тема. Ќе имаме и утре. Нормално утре со представник од влада. Во ово утро правиме ексклузивна анализа заедно со професорот Звонимир Јанкуловски. Македонија постигна, односно договор за стратешка соработка со Обединетото кралство, односно добро познатата Велика Британија или целото име на државата, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Име кое тие го користат исто колку што и ние овде во радиото го користиме името Република Северна Македонија, односно скоро никогаш. Добро утро, професоре. Добро утро. Професорот исто како и мене има исклучително академска соработка со Обединетото кралство. Таму има престојувано живеено како дел од својата кариера. Јас имам дипломирано во Велика Британија, а ако намалам со работа, може би ќе магистрирам побрзо кај на Кингс Коледж таму. Професоре, прашањето е како ова дојде од нигде? 6 милиарди инвестиции најавени, односно некој ќе рече кредити преку инвестиции, но ќе објасниме и денес и утре за што станува збор. Договор за стратешка соработка со земја која скоро искочи од Европската Унија и договор со земја која представува моќен фактор на меѓународната политичка сцена во изминатите 200-300 години. Вака, генерално. Ако не и повеќе. Да, мислам за изненадување. Мислам самата најава и она што го обзнани премиерот за договор за стратешко беше изненадување за целата, да кажеме, и за целата јавност и посебно за оние кои ги следат односите меѓу Велика Британија и Македонија во контекст на соработката и билатералната динамика на тие односи. Кажа дека се работи за две линии на она што значи стратешко договарање. Едното е економската, другото е безбедносната димензија на овој договор за стратешко партнерство. Се уште, ако не се лажам, ги немаме видено договорите како изгледат, меѓутоа имав можност да ги читам договорите кои Велика Британија ги има заклучено со останатите држави, со повеќе држави во светот, а посебно со држави како Грузија, Казахстан. Тука очигледно влегува доста силно Велика Британија во односите на Балканот. Малце некој би рекол зачудувачки, меѓутоа не е зачудувачки од аспект на интересот кој Велика Британија во последните години го пријавува за состојбата на Балканот, затоа што безбедноста на Балканот едноставно е реминисценција на безбедноста во поширокиот контекст на Европа и за Велика Британија. Така што обидот за приближување на Велика Британија и Република Македонија во овој контекст на стратешко партнерство е исклучително важен за Македонија. И ако ги гледам и ги читам коментарите кои се неизбежни во контекст на ова, кои вообичаено поаѓаат од многу мало познавање на британската надворешната политика, односно улогата на Велика Британија во меѓународниот систем, од она што кажа, од незиното настанување до Првата, Втората светска војна, до излегувањето во Брекзит. Така што кога би ги знаеле таа нишка на како се градени, како се протегаат односите на Велика Британија во однос на континентот, ќе знаете зашто интересот на Велика Британија е повторно насочен кон овој дел на светот, односно Балканот. Ајде прво да расчистиме. Ке дознаете, почитувани слушатели, во оваа емисија неколку работи. Прво, зошто за нив е стратешки важно да ја поддржат Македонија во овие инвестициски проекти? Дали тоа ќе не задолжи нас или парите ќе се враќаат на еден
поинаков начин, тоа ќе го дознаете во оваа емисија, но пред да тргнеме во тие економски димензии, за кои ќе дознаеме повеќе и оваа недела, прво да дадеме една друга контура. Договорот за стратешка соработка објавија одредени новинари по социјалните мрежи дека одреден драфт на тој договор е направен во времето на Бујар Османи. Точно е дека тогаш имало одредени разговори, но она што е реалност е дека тој не е постигнат и не е потпишан тогаш, туку ќе биде потпишан сега. Дали Бујар Османи се изборил? Да, тој се изборил за договор за стратешка соработка, но се изборил во исто време и за 0 фунти од Велика Британија. Новата влада, оваа влада си има изборено, без да ја фалам и да застапувам станови за неа, секогаш критички обсервирам се, но за разлика од тогаш, тие велат дека ќе донесат 6 милиарди во повеќе транши, во повеќе проекти. Прво нешто. Само да те сопрем, не е проблемот во тоа што Бујар договарал, проблемот е во тоа што надворешната политика на Македонија во времето на нивното владење едноставно ги занемари националните интереси на државата. Мислам, искрено би се плашил кога таа влада би влегла во било какви односи со Велика Британија во контекст на флуидност на националните интереси кои воопшто беа ставени на страна во поглед и на преговарање и водење на надворешна политика. Сега конкретно ќе ви кажам каде не се постигна тој договор со Бујар Османи и зошто тоа не профункционира. Тоа не профункционира од една единствена причина што Британија од нас бараше да би нашите полициски безбедносни сили да бидат насочени против нелегалната миграција во Европската Унија. Да, тоа е нешто што на Дуи му пречеше, сега ќе кажам зошто, затоа што најголем дел од тие гангови кои со бродови преку канал носат луѓе во Велика Британија, ги оперираат луѓе поврзани, зборуваат ист јазик, еве ако сакате, со Бујар Османи. Да. И тоа е главниот проблем, да не бидам брутален, најве ќе бидам брутален, главниот проблем зашто немаше досега договор е затоа што Бујар Османи не сакаше да потпише договор со кој ќе се бори против нелегалната трговија со луѓе која е оперирана, отворено ќе кажам, од албанската мафија. Точно тоа. Во Велика Британија во медиумите сегде отворено пише Albanian Gangs и така натаму. Тоа не значи дека албанците во Македонија се мафијаши, да се разбереме, тоа не е никаква нема ова што го кажувам цел тоа да го соопшти. Суштината е дека луѓе поврзани со Дуи учествуваат во такви активности. И тоа е се. Тоа не се албанците од Македонија. Да, тоа е една од основните цели на повезувањето, односно интересот на Велика Британија во регионот, да го намали, да ја сопри онаа британска рута на бегалци кои се движат преку балканските држави, одно што го кажат нелегалната трговија со луѓе. Во таа насока и формирањето на заеднички полициски сили на Косово, Албанија и Македонија во борба против нелегалната трговија со луѓе. Тоа е првата и основна цел, затоа што преку балканската рута поминуваат 100.000 луѓе. 100.000 луѓе кои заминуваат за Европа, од кои 35, како што вели... Колку време 100.000? 100.000 луѓе, тоа е отприлике вајда година дена. Мислам дека е помалку, може би е месечно. Бројката со која оперира британскиот премиер е 100.000 луѓе, од кои вели 35.000 луѓе стигнуваат во Велика Британија. Апсолутно. Јавна тајна е кои компании низ Македонија кои Македонија ги превезува. Има исклучителен рекорд или исклучително кредит во борбата против миграциите и во сопирањето на балканската рута во годините кога беше најактивна. Така што имаме со што да се пофалиме во поглед на токму на миграциите. Имаме бегалска криза од крајот на 90-тите, каде што ја менаџиравме исклучително добро, пример за светот, после втората немало таква. Така што Македонија како државите како има заслуга за сопирањето на балканската рута во времето кога беше најака. Меѓутоа, очигледно, балканската рута се има пренасочено преку море да доаѓа од други држави, затоа интересот на Велика Британија во овој дел е сигурно многу силен. Одиме со вториот дел. Некои велат дека дел од овој договор е тоа што ние наводно ќе примеме сега
оние одбиени азиланти од Велика Британија ќе ги примеме овде, договор кој Велика Британија не успеа да го постигне со Албанија, која веќе има таков договор со Италија. Веднаш да ви кажам, тоа нема да се случи од неколку причини. Првенствено, како дел од овој пакет за стратешка соработка, нигде не е спомнато дека ќе има таков договор со нелегалните мигранти, односно одбиените азиланти да бидат враќани овде. Тоа го кажа и британскиот амбасадор. Да, мораше да демантира, мислам, што и нашите власти. Значи, од тоа нема ништо. Втора работа. Во Албанија веќе има таков италијански центар. Во тој центар нема повеќе од 100 луѓе. Зошто? Ова истиот Британија има таков центар во Руанда, во Африка, и исто така центарот е скоро празен. Зошто е тоа така? Затоа што и Италија и Велика Британија имаат такво законодавство што практично е невозможно, односно е многу тешко, претерано многу тешко вие да бидете одбиен за азил. Не, може да бидете, меѓутоа постапката трае долго. Да, и да бидете депортиран. Токму затоа и тој центар во Албанија кој веќе постои е скоро празен, и тој центар во како се вика Руанда исто така е скоро празен. Дополнително на тоа, тие центри, вас да ве одбијат таму за азил, вие треба да сте буквално серијски убиец, човек со сериозно криминално досие и така натаму. Што значи, овие депортациони центри назад во овие земји се практично и своевидни затвори, затоа што тие луѓе не се слободни луѓе кои се враќаат таму. Тој е класифициран дека има серија кривични дела и така натаму. Така што нема ризик дури и да се случи тоа, иако нема ни муабет да се случи тоа и нема ни да се случи тоа. Нема ризик дека во Македонија вас овде некој ќе ви насели африканци. Тоа е прво, а второ... Со ова власт, мислам, исклучено е тоа, да беше некоја друга... Не знаеме како би функционирало. Меѓутоа... Ја малку бев радикален неделава. И велам, никој нигде никогаш не најавил дека Обединетото кралство како дел од стратешкото партнерство ќе гради кампови за мигранти во Македонија. Напротив, од сите страни стигнуваат информации дека партнерството ќе биде економско и безбедносно, што е одлично за нас од позиција на земја која е недоволно развиена и без партнери во Европа. Ама џабе е се, простото и ксенофобично македонче, никој не може да го разубеди. Ке му ја земеле земјата мигранти. Живее полошо од половина Африка, што е факт, во највалканата и најзагадена земја во Европа. Исто така факт, ама не некој сакал да му ја земе. Да, за жал нема да се населат мигранти во Македонија, велам јас, да се населеа, сигурно ќе ја сака и чуваа Македонија повеќе од вас. Мислам, не држи, целата приказка не држи, затоа што мигрантите очигледно не сакаат да останат во Македонија. Имав можност да гледам како се менаџира балканската рута во времето кога бев во Ватикан. Имавме посета од Паролин, ги посети центрите за бегалци, за мигранти на границата со Грција и во Куманово. Искрено, многу малце бегалци и беа стационирани таму. Она што бегалците, користејќи рутата преку Македонија, сакат не е да останат во Македонија, туку да заминат од Македонија, и тоа е, да кажеме, позитивната страна на ова бегалско движење, од мигрантско движење кое се движи по балканската рута, така што илузорно е дека вие ќе ги задржите мигрантите во Македонија, затоа што претежно, главно се економски мигранти. Тие одат таму каде што се парите, таму каде што е подобриот живот. Македонија тоа не може, за жал, да им го обезбеди, за жал или за наша среќа, сега не знам како тоа да го толкувам, така што заминуваат, бараат начин, дури не остануваат, гледам, ни во Србија, бараат начин и наоѓаат начин како тоа да го направат. И токму затоа и оваа шема со Бугарија, со Албанија не профункционира, затоа што не сакаат ни таму да одат, да се разбереме, и со Руанда не насочен интересот на Велика Британија токму во спречувањето, односно градењето на заеднички сили, како ги викаат Joint Force, во државите како Албанија, односно Косово и Македонија во иднина, со цел да се спречи
трговијата со луѓе кон Западна Европа и Велика Британија. И пред се нормално спречување на овие мафии. Да. Значи, тие ги викаат генгс. Да. Нели, овие мафии кои очигледно во Македонија имаат политички естаблишмент изразен преку политичката партија ДУИ. Велика Британија, знаеш дека има сериозен проблем со албанската мафија, како една од безорастичките, што се вика, не економии, туку безорастичките мафии која оперира на островот, така што идејата е токму тоа да се спречи преку мигрирањето, односно преку илегалната имиграција на луѓе. Така што интересот не е случаен на Велика Британија во овој регион. Еве, одиме понатаму. Каква корист ќе имаат граѓаните од тоа колку пари ќе влезат, сите тие пари ќе бидат испокрадени од партиските ставорци, како и сега што се случува со унгарскиот кредит, што не може кој зема, што не се знае кој зема и колку зема. Во однос на унгарскиот кредит досега е многу јасно кој зема и и колку земаат општините како проекти во проекти кои веќе се градат. И тоа што вие ќе возите по нови, по убави патишта, тоа што ќе имате нови градинки, тоа што ќе имате нови паркови е од тие пари. Во однос на британските пари, односно новие 6 милиарди, мора да насочиме две работи. Никој во современата македонска историја на ваков начин не успел да донесе 600 милиони евра. Не успел да донесе 500 милиони евра. Не успел да донесе милиарда, а камоли 6 милиарди. Од економска перспектива, доколку ова се реализира, а засега имаме навистина објективни причини да веруваме дека ќе се реализира, ова е буквално најголемиот економски бум што ќе се случи на современа Македонија. Зошто? Со политика на, односно со равенката на економска мултипликација, тие пари во БДП-то се дуплираат неколку пати, тоа ќе ни донесе нас неверојатен економски раст и ќе бидеме своевиден, ќе доживееме своевиден економски бум благодарение на растот на БДП. Но, она што е интересно е да се види каде Велика Британија ќе ги насочи овие пари. Пак се враќаме на геополитика. Политичка економија е половина геополитика, половина економија. Да. Зошто е тоа важно? Најголем стратешки партнер на Велика Британија со години, со кралски врски, со знаме кој подсетува на East India Company, една британска компанија која стопанисуваше со Индија, и те како мокна Грција. Да. Значи, Грција и Велика Британија имаат едно долго традиционално партнерство во кој ние македонците малку настрадавме, малку повеќе, но тоа е затоа што исто како вас сега кои коментирате погрешно против Европска унија, против Америка, против Велика Британија, и сте буквално на погрешната страна на историјата, исто така некои македонци помеѓу 45 и 48 година беа на погрешната страна на историјата. За жал, и резултатот го имаме, резултираше тоа со еден огромен екзодус, огромни човечки жртви, многу фамилии разделени, многу луѓе убиени, само поради тоа што некој беше на погрешната страна на историјата, односно го поддржуваше Сталин во Грција. Замислете. Суштината е дека тоа партнерство значи дека инфраструктурно Солун мора да се поврзе со Европа. Солун не поврзан со Европа преку... Но тој коридор мора да се зајакне и да стане централен. Затоа што постои обид да се заобиколи коридорот, што ние, мислам, нашиве геостратези не ја гледаат таа можност дека полека се заобиколува. Да, за Македонија и за Грција тоа може да биде фатално и за двете земји. За Македонија фатално. И за Грција. И за Грција ќе биде проблематично. За Грција ќе биде проблематично, меѓутоа не за нас ќе биде, затоа што патиштата поминуваат низ Македонија. Најбрзата рута на повезување е преку Македонија. И тука нема. Суштината е дека брзиот железнички транспорт кој ќе се гради со овие пари, ќе значи дека товарен воз или патнички воз ќе тргне од Солун и за многу брзо време ќе стигне до Будимпешта. Кој не се возел не знае, мислам, да. какви
каква е Да придобивката излезете од Македонија. И ќе видите што значи. Отидете, прошетете се, визер, џабе карти да. Идете, прошетајте се, видете. До Београд е доволно да се оди, да се земи воз во Београд, да се оди за Нови Сад, да видат што значи без за железница. Мислам, она што треба да патувате околу сат, сат и половина, го решавате елегантно за половина час. Пат се наоѓате во центар на град, на едниот и на другиот, така што а да не зборам за другите железници, ако се возите низ Европа, посебно во Италија, брзите возови, во Франција, во Германија, мислам, треба да го видите за да знаете да го оцените. Ние со нашите возови создадовме перцепција за нефункционалност, спорост, цело време оди, не оди, долги патувања до дестинации кои може да ги поминете со кола многу побрзо. Меѓутоа, со брзата железница комплетно се менува целата инфраструктура. Да, или што би рекол Александар Николовски, кој е буквално човекот кој најголем дел од овој договор го има избоксувано, создадено и така натаму. Тоа значи, вели, дека ќе тргнете од Скопје за саат и пол ќе бидете во Солун. Значи, треба тоа да се... И тоа како од перцепција на граѓанин како е многу окей, затоа што многу брзо нели ќе стигаме до пиеш у Солун кафе и се врати до Солун и тоа е окей. Можеш да идеш за шопинг, може они да доаѓаат. За шопинг мада кај нас нема нешто многу што да се купи, но секојаш има. Она што е многу поважно, не е тоа дека ние ќе идеме сега на шопинг за саат и пол. Тоа е дека транспортот на стоки ќе оди брзо. На ова значајна рута, во која што независно дали вие носите од арапскиот свет брод, дали носите од Кина брод, дали носите од Индија брод, дали носите од Австралија брод, буквално тука го за да стигнете во Европа, најбрзо ќе ви биде од овде. Сега, тука има уште една димензија. Тоа значи дека британците геостратешки влегуваат и викаат вака. Ја ќе бидам сега брутално искрен со вас, вие како сакате свајде. Гледа, вика, слушай, ова мала земја, утепана земја, факт, што да правиме? Доколку ние го изградиме ова рута, со кредит, тоа ќе значи, кој потоа ќе го враќаме заедно, односно кредитот ќе биде враќан од парите што ќе ги извади таа рута. Која ќе дојде утре воз кинески да носи во Европа стока, треба да помине на оваа рута, така и тој треба да плати. Парите за овој кредит, односно за оваа инвестиција, затоа Мицкоски вика инвестиција, некои викаат не инвестиција, долг, ќе се враќаат исклучиво таа пруга. И ќе ги враќа Македонија и Велика Британија заедно во едно joint partnership, ќе ги праќа на финансискиот институција или можеби државата британска која ќе ни ги даде тие пари. Што значи тоа? Тоа значи, за нас значи брза железница и значаен, нели, дел кој ќе биде тоа наше, на државата, на сите, а за британците значи дека тие ќе го изградат и ќе го враќаат со стопанисувањето. А тоа што тие што ќе го стопанисуваат заедно со нас, пошто не немаме 2 милиарди тоа да го направиме така, немаме пари. Ни за возови, ни за пруга, ни за ништо немаме пари. Ни пропаѓа македонски железници. Но кога заедно ќе го направиме тоа и заедно ќе го стопанисуваме, Велика Британија ќе биде геополитички многу помоќна, затоа што ќе биде дел од менаџментот во еден значаен дел од таа рута на тие трговски продукти. Тоа ја прави Велика Британија моќна и затоа они сакаат да вложат овде. А ние ние ништо не губиме, што губиме ние? Начинот на кој ние размислуваме, ние секогаш губиме. Да. Ние сме класично губитници во историјата, забораваме. Ова мора, мислам, да бидеме јасни. Нема никогаш и никаде бесплатен ручек, знаеш, ни во животот, а посебно во меѓународните односи, да бидеме реални. Државите имаат интерес. Интересот е повезан со моќта. Точно и нивните размислувања треба да се почитуваат, стравот е оправдан, затоа што секогаш за нешто постои и државен интерес. Меѓутоа, мора да се знае, точно британците има интерес, меѓутоа мора да се почитува и нашиот интерес. Вајда имаме луѓе кои направиле проценка, анализа на тоа, знаеш тоа теорија на zero sum, како му доаѓа,
на нулта сума во теоријата на игра, кога и едниот и другиот добива подеднакво. Што значи правите анализа во тоа каков е нивниот, каков е вашиот интерес. Се обидувате да го постигнете. Од прилика така е дојдено до овој резултат, затоа што видете, чим дава толку пари не значи дека тие немаат интерес, но тоа што ке не покорат, ке не направиле робови. Нивниот интерес се поклопува и со нашиот интерес е одлично. Односно, како што вели старата британска дипломатска школа, нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, има само вечни интереси. Апсолутно. Доколку оваа пруга биде со британска рака изградена овде, тоа нас ќе направи да имаме еден вечен заеднички интерес, односно еден долготраен, да не биде вечен, пошто пруги може ќе летаме за 200 години, еден долготраен заеднички интерес помеѓу Македонија и Велика Британија. Само да додадам, малце сум повеќе вовлечен поради блиски врски со мојот брат работи на брзата железница во Србија, така што ја знам целата историја на идејата за повезување од Унгарија преку Србија, Македонија со Грција. Идејата е од пред 7-8 години, што значи не е почната со оваа влада, да бидеме реални. Да, но некој до сега не ја реализираш. Ниту ја реализираше, ниту имаше интерес, не покажа интерес за повезување. Ама зошто? Поради две геополитички, значи, сега ќе ти кажам, се во политичката економија, во геостратегијата, се има своји интереси. Односно, зошто? Зошто Дуи не сакаше да се изгради оваа рута. Значи, затоа што меѓутоа имавме и владеачката партија беше од македонскиот политички. Ама си застапуваат они геополитички интереси на други држави. Дуи, доколку влезеше во реализација на овој проект, тоа значеше дека интересот Албанија ќе станеше слепо црево. Да, ќе се заобиколеа две држави во соседството. А СДСМ, доколку од друга страна едните албанската политичка доктрина, другата на соседна Бугарија, што е легитимно е Бугарија и Албанија да не сакаат ова да се направи, затоа што нивке им падне цената на квадратот, условно кажано. Нивната сила ќе падне доколку ова се изгради. СДСМ видовме дека е под огромно влијание на бугарската политика, што пак ќе кажам, и тоа е легитимно за бугарите. Си наоѓаат луѓето начин како да си се зајакна, тоа е стара држава, навистина со изградени институции. И познавајќи ги дека ништо не направија во времето кога ја имаа власта ни порано ни сега, така што не е изненадување да не се поклопува со неспособност. Да не бидат дел од проектот кој беше најавуван во нивно време. Знам се собира министрите за надворешни на Унгарија, Србија, Грција, македонскиот го немаше таму. Па тоа е суштината. Така што а инаку ова за летечки, дали ќе обстои идејата за брзи пруги, знам дека во моментов ќе се гради брза пруга меѓу Лос Анџелес и Феникс, така наш што слушател кој живее во Пјаченца, Италија, вели: син ми прошлата недела отиде за Рома со брзиот воз. Тоа е вика неверојатно, отиде за Рома за Рим, извинете. Тоа е невозможно. Вели колку убаво, од Пјаченца до Рим има 750 километри за 4 сати вели, стигна. Замислете, почитувани слушатели. Милано, Рим, 4 сати, одморен, најаден. Замисли сега, ти си, не знам, Зоран Ставревски, не си успел да станеш гувернер, да речеме, се качуваш у воз у Скопје и стигаш у Будимпешта со кумот да пиеш кафе за 3 сати. Да. Од прилика така изгледа тоа. Тоа е. Па не знам кој се вози, дали си у Британија си се возел со нивните возови? Сум се возел и тоа редовно, сум се возел со брзата линија која бев во Кембридж. Немаат брзи возови да бидам. Па не е нешто многу брза, али 120, 130. 130 и повеќе качува, меѓутоа. Значи јас се возев со знаеш како изгледаат. Битно. Значи прво влегуваш, да ви опишам, почитувани пријатели, влегуваш во воз, сваќаш дека имаш во возот Wi-Fi, дека имаш масичка со полнач за телефон, патуваш
за околу саат и 10 минути, саат време од Лондон до Кембридж. Попатно можеш да си ручаш, имаш еден буквално бар, можеш да пиеш пијачка, можеш да познаеш нови луѓе, да прочиташ весник, да прочиташ таму весник. уште читаат весници. Да, уште читаат весници. Едно искуство каде што ти буквално него ни чувствуваш времето за да отидеш. И токму затоа таму има случај да работи во еден град, а да живее во друг. Да. Затоа што буквално он вика увоз ќе се одмора малку, ќе се опуштам, ќе си ги размислам. Ја тоа го имав искуство кога бев у Колчестер. Поздрав, кога би почнале со реализацијата и кога би завршиле со железницата, имам 65 години, сакам пред да остарам да прошетам со брзата пруга. Бранко Трајковски, прво секоја час дека на 65 години не се чувствуваш остарен. Значи, многу ми е драго. Се надевам дека во четврток или во среда ќе биде подпишан договорот. Мислам дека тогаш ќе ги имате, следете, не секој утро ќе нели како дел од нашава емисија ќе зборуваме и за тоа. Може да се случи многу брзо тоа да се случи, така што јас верувам дека вие имате шанса буквално цела Европа возно после да ја видите, па ќе се качите после на кај Словачка, Чешка, Австрија и на кај Германија. Јас верувам во вашиот ентузијазам и се надевам дека нашиот слушател Бранко Трајковски ќе искористи ова. Ќе има можност да искористи. Ќе има можност, затоа што веќе се работи веќе е во план да се работи на Београд Ниш. И тука доаѓаме, професоре, до она што е исто така важно. Некои тврдат, ова не е инвестиција, ова е кредит. Зошто е ова инвестиција? Затоа што парите ќе бидат земени за ова и потоа ќе се вратат назад од самиот од тоа што се создало. Нема да ги враќаме од буџет. Ако не се лажам, Штипската болница требаше да биде градена со парите од Банката на Советот на Европа. Добро. Ако не се лажам, мислам, може би грешам. Знам дека Банката на Советот на Европа помага такви проекти и она што значи кредитирање, што биде се рекло, беше со исклучително ниски камати. Исто и овде. Ние успеавме, мислам, претходната власт успеа да направи да се вратат парите. Да не го изгради она за што парите беа земени. Тоа е врв на, како се вика, на немање желба нешто да се направи. Пари секогаш ќе треба за да биде изградено. Ако не се лажам, веќе се најавени во која насока ќе бидат користени парите. Ако не го знаат британското искуство во поглед на менаџирањето на парите и колку се прецизни во барањата и ригидни во барањата на начинот на кој ќе бидат искористувани средствата, тогаш не гледам никаква логика во тоа дека парите ќе бидат искрадени или парите ќе отидат за друга намена. Тоа може би во некој друго време со некои други финансиери. Меѓутоа со Велика Британија, познавајки ги, користејќи нивни грантови и слично, мислам, далеку од памете дека може нешто да направите во тој дел и тоа да најдите начин како да го оправдате економски. Види, може ова ќе не донесе да бидеме на крај членови на Комонвелтот, не знам, но има 60 и така имаме ние шеф на држава со церемонијална улога, така што шива ќе биде таа церемонија. 62 еден аналитичар Дин Аткинсон вели дека Европа ја изгуби империјата, меѓутоа размислува, вика треба да се размислува за Комонвелт на Европа. Не за Комонвелтот на нации, туку Комонвелтот на Европа. Па тоа е Европската унија практично. Да. И улогата на, како се вели, на Велика Британија во менаџирањето на односите во на европскиот континент. Велика Британија има своевиден, според мене направи огромна грешка што излезе од Европската унија, но за нас ова може да биде и добро, затоа што пак со влијание сака да се враќа во Европа. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, по кои ќе се вратиме повторно назад, да дознаете нови детали околу новото стратешко партнерство на Македонија со Велика Британија, а потоа може да проанализираме и за некоја друга тема. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели.
со професорот Звонимир Звонимир Јанкуловски. Професор е најавен и соработка во здравството, што значи дека британски инвестиции ќе има и во нашите болници. Може би треба и здравствениот систем да го направиме како нивниот. Тие имаат еден од најприфатливите здравствени системи во Европа, односно најнасочен кон граѓаните. Не знам баш колку, така беше на времето, меѓутоа од искуствата што поранешниот амбасадор во Енглеска ги донесе и што ги кажа, малце се разликува од времето кога ја престојав во Велика Британија, односно во Енглеска, така што не би бил толку сигурен, меѓутоа во тоа колку е за граѓаните, меѓутоа она што е битно дека конечно некои проекти кои беа започнати во поглед на градењето на болници и градење, ако не се лажам, на нов клинички центар, затоа што знаеш како изгледа нашиот клинички центар во моментов и што се поминува. Мислам дека ќе се реализираат и токму тоа е една од идеите на парите кои треба да стигнат од Велика Британија во контекст на инфраструктурните проекти кои едноставно треба да го заживеат македонското стопанство и тука немаме дилема, нешто што веќе мора да го направиме, затоа што 30 години никако да тргнеме од некоја мртва точка во поглед на токму на тоа, на инфраструктурата. Ај сега одиме со малку коментари. Геко од Василево вели: Британија и никој ништо во светската политика, а тие милиарди македонскиот народ ќе ги врати со дебела камата. Геко, прво ти ова го напиша на од телефон, претпоставувам, мобилен, така? Мобилните телефони се измислени баш на универзитетот, ја кај што студирам иновацијата, патентот, таму потекнува научниците. Видете, Велика Британија е светски лидер во делот на науката, на иновациите и така за образованието. За образованието да не разговараме. Ја одма ќе кажам, политичари од типот на Димитар Апасиев никогаш не би дипломирале во Велика Британија, но оние што бубаат, што не ги бива таму, бара критичко размислување и така натаму, но она што сакам да ви кажам е дека прво, Британија не само што не е никој ништо во светската политика, туку една од најмокните светски сили зошто? Не затоа што е голема, не затоа што има силна армија и така натаму, туку затоа што пример, во делот на квантната физика во Оксфорд е еден од најголемите центри за истражување. Мора ли тоа да објаснуваме? Нема што да објаснуваме, така? Прво се работи за држава која била империја. Мислам, со огромно влијание сегде. Нивната, како сика, надворешна политика била концепирана на тоа дека цело време влегувала во сојузи со европските држави, правејќи ги помалку мокни да ја загрозат. Тоа значи Франција, подосна Германија, Русија, па повторно Германија, така што секоја знаела да го најде правиот начин како да ја ослаби мокта на европските држави. И втората, и само извини, и држава која стратегијата ја градела на тоа дека мора да има флота која ќе биде 2 пати поголема од било која светска флота, нормално со појавата на американците, тоа се менува, меѓутоа стратегиите до 20, почетокот на 20-тиот век е тоа. Они ги владееле морињата. Виде, Америка од нив земала независност. Канада до ден денеска е буквално територија на кралот. Велика Британија ја направила Европа. Колку што Европа имала влијание. Меѓутоа кога за Австралија, за Нов Зеланд да не зборуваме. Политичката пракса. Тие се уште нели под британска круна. Канада, Австралија, Нов Зеланд. Сите држави на Комонвелтот. Ако мислите дека никој не добил ништо од Велика Британија, како што мисли нашиот слушател Дардан Венецки, иако мислам дека не може што да полемизирам со човек со ова име, вели: ова ми личи на онаа народната радувај се на пијана жена, во светот не сум видел земја која доживеала нешто арно од британците, со цел ум мислите дека ние ќе бидеме исклучок. Еве сега ќе ви кажам, и точно господо, но не. Точно е размислувањето. Но сега ја ќе ти кажам зашто не е точно. Сите вие сте импресионирани од денешниот успех на Кина, така? Сите. Да. Кој е најразвиениот дел од Кина, како се вика? Хонг Конг.
у моментот кога Кина под британска управа беше една, како да кажам, една сиромашна заостаната земја, Хонг-Конг беше технолошки најразвиениот дел на Кина. Најразвиениот дел на Кина. Кога Хонг-Конг природно, нели, затоа што там живеат кинези, тоа е Кина, дел од Кина, е кога ја напушти британската управа, со себе ги задржа и политичкиот систем внатре, ако не се лажам, демократски, но ги задржа иновациите, го задржа и капиталот, го задржа и банкарството, и Хонг-Конг денеска, до ден денес, е најразвиениот дел од Кина. Истото може да го зборуваме и за Сингапур. Сингапур, благодарение на британската управа, односно благодарение тој најголемиот лидер, како се викаше, е буквално британски човек, во Британија од средно до докторат што има завршено. Хонг-Конг, Сингапур, покрај Хонг-Конг, е исто така најразвиен дел од тој регион, пак благодарение на Британија. И Хонг-Конг и Сингапур до ден денес имаат цврсти врски со Велика Британија. Така што, овој муабет дека никој не добил ништо, денешната Кина, вака вие која ја гледате развиена, може да си купиме BYD возила кои се феноменални за ефтини пазара, боли од германски. Може да си купите Xiaomi електрични, да. Може да си купите смарт телефони што се одлични на многу пониска цена од јапонските и така натаму, но успехот на Кина односно се дели на технолошкиот развој кој нив им го има овозможено, ноу-хауто им го има овозможено Велика Британија. Па сега вие поставете си го прашањето дали сакате ние да бидеме, извини, Хонг-Конг од позиција на геополитичко влијание на Велика Британија, или може би сакате да бидеме Молдавија од позиција на политика на геополитичко влијание на Русија. Ја, извинето, не сакам да бидам Молдавија. Малце си импресиониран од Велика Британија, тука немам дилема дека не сум импресиониран. Дека тоа се случува. Туку сум реален. Реалност е дека точно британците имаат интереси кои ги пласираат во светот, далеко тоа дека се небитни во геополитиката и во светската политика, далеко тоа, мислам, империја никогаш не била неважна во светската политика, плюс британците низ образованието го одржуваат духот, односно свеста за големината на нацијата, односно на империјата што биле, иако денеска не се она што беа, можеби во 17-тиот, 18-тиот, 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, можеби не се, меѓутоа, кога ќе знаеш дека банкарскиот сектор, кој се претпоставуваше дека со излегувањето на Британија од Брекзит ќе ја напушти Британија, парите ќе се одлеат во други делови на Европа, тоа не се случи. Сега нека размислат зошто тоа не се случи и нека размислат каква е контролата и какви се цврстите врски на она што значи финансиски текови во светот и од каде потекнува, така што не би ги поценувал во тој дел. Меѓутоа, она што е најбитно, образованието. Британија има едно, ако не и најдобро образование во светот, во тој дел. Сигурно тип има подобро. Види, еве сега видам. Со такви нема лидер од државите, значи, да кажеме на третиот свет кој не посетувал, како се вика, еден од универзитетите ние, што би рекол ја, водечките Кембридж или Оксфорд. Политиката е извезена во Европа. Магна карта, поставени се темелите на почитувањето на човековите права во Велика Британија. Така што илузорно е да се зборува за невлијанието, односно изгубеното влијание на Велика Британија во светската политика. Геополитички се уште мокна, ако не е една од најмокните држави. Еве, сега ќе ви кажам, на пример, Велика Британија има 121 универзитет. Најлош универзитет на 121 место е универзитетот на Бедфордшир, University of Bedfordshire. Пред него се Демонтфорд, тој е у Лестер, и University West of Scotland. Овие три, значи на 119, 120 и 121 универзитети што се подобри од било кој универзитет во Македонија. Не се споредуе, мислам. Значи сега да зборуваме. 100-тиот кај нив универзитет е
подобар од првиот кај нас. Значи и тоа продуцира повеќе наука, има поквалитетни услови и така натаму. Значи нивото е избор. И мислам дека и тука треба да ја продлабочиме соработката. И една од соработките е токму во таа сфера. Дури знам дека се размислуваше за франшиза да дојде Британски универзитет во Македонија, меѓутоа не се реализира. Зашто? Не знам. Тоа оној што работеше на таа идеја многу подобро знае, меѓутоа не успеа да ја реализира. Вајде премногу премногу го цениме своето знаење и начинот на студирање во Македонија да едноставно не прифаќаме туги искуства. Не можам да го сватам простотилукот на македонската нација. Вели, тоа се луѓе кои тука него етнички ќе сменеле Македонија. Ќе сме прво луѓе, никој не ви ја сака Македонија. Вие да дојдете овде од Танзанија да донесат, или да не зборуваме за брег на слонова коска и за Нигерија, тоа се навистина достоинствени држави за живење, но Нигерија и брег на слонова коска се за Македонија не знам, многу богати, убави земји и да дојде некој таму да ти живее у ова загадоштината тука у Скопје, мислам дека малку тешко таа работа. Добро, имаме и да вози по патишта со беше викендов у Бугарија, нема врска профа и у Банско, ај малку да се прошетаме, не сме излегле одамна, најдовме некоја интересна ефтина понуда. Не сум бил у Бугарија по 2019 у Софија, бев професионално некој интервју правев и возиш по пат преку Делчево, нели? Од Банско до граничен премин има 84 километри. Патот е феноменален. На ниедно место нема излижана линија, нема ништо такво. Значи еден навистина поголем дел е регионален пат, малку е автопат, но и едното и другото се во една феноменална состојба и влегуваш во Делчево на граничниот премин и пред тебе има 4 метарски кратер, односно дупка на патот и викам, добре дојдовте во Македонија. Ние знам дека сум во Македонија и сега. Кој ќе направите споредба, сега тука одма коментари, две червени, вака било, така било, ние сме били. Не. Значи, во моментов, ние за Бугарија сме, како да ви објаснам, една неразвиена мала земја која таму дивее, нешто се занесува, прави ова или она, и ни ја зима ни в историјата, они така гледат, иако мислам, најверојатно е обратно, но суштината е дека тие така гледаат на работите. Ние не можеме да излеземе од нашата валканост, прљавштина, од, не знам, се возиш паркирани возила сегде, ѓубре сегде, ужасни сме. И ние наместо да прифатиме дека сме ужасни, дека нас ни треба некаков пример, некакво партнерство, некаква соработка, тоа да се среди, ние како да уживаме да живееме во таа прљавштина и како да се плашиме дека некој ќе дојде и ќе ни ја земе. Луѓе, никој овде не би живеел. Знаеш, никој. Сега да не ние живееме поштука, сме се родили, се сакаме оваа земја, умираме за неа, ама ти дека некој ќе ти дојде тебе од Непал, не гледаш бегаат од овде. Бегаат за ти тоа. Како да не бегаат се? Ти вика гледај какво у Словенија, гледај какво у Хрватска, гледај какво у Словачка, у Чешка, у Унгарија, у Бугарија, у Романија, тука ќе ти седам. У прљавштините. Па сега, кога се направи инфраструктурата, кога ќе заживее Македонија, кога ќе можеш да патуваш до Берово за сат време, а да не да патуваш за 2,5 сати, или кога ќе можеш до граница да стигаш за сат време со брз воз, се менува перцепцијата. Луѓето се научени на одредена состојба која трае со години и не можеш да ги осудуваш за тоа, да бидеме реални. Втора работа е историско наследство на незнаење и на кон кого сакаме. Кај сакаме и кон кого сакаме да се движиме. Извини, Златев, поздрав, да прашам дали е нова стратегија на ВМРО ДПМН е да ги да не ги налуту грците. Вчерашниот митинг на Унија на жени на ВМРО ДПМН имаше само што има знамење со вентилатор. Сега прво вака Георги Стојков Кјосето. Тоа што ти го нарекуваш, гледам дека имаш поп на слика, се сликал со пушка, со брада, човек стар, тоа говори за тебе дека имаш одредени проблеми. Но да се разбереме.
суштината е дека тоа знаме кое ти го нарекуваш знаме со вентилаторо е државното знаме на нашата земја. И ти во моментов го навредуваш државното знаме на Македонија. Како да ти објаснам? Во однос на знамето од Кутлеш, односно од Вергина, мене тоа е откриено 70-та година. До 70-та година никој во Македонија не го користил, ни во Грција, а не го користил. Беше државно знаме на Македонија и тоа треба да се почитува. Факт е тоа дека забораваме ако не си ги почитувате символите што сами сте ги усвоиле. Но треба и тоа и ова да ги почитуваме. Не може ти да бидеш меѓутоа да се вратиме на ВМРО да им влагам зашо ова или она користиле така како меѓутоа да се вратиме на договорот. Факт е дека обновениот интерес за Балканот не е случаен. Камерун, ако не се лажам, беше министер за надворешни во претходната влада, го најави безбедносниот интерес на Велика Британија во регионов. И тоа не е случајно затоа што влијанието на Русија во регионот нормално е исклучително големо. Работата е каде ќе се пресечат тие линии. Така што интересот на Британија и доаѓа во право време. Всушност имаме веќе разиграна надворешна политика до она која не ја продава како безалтернативна Европска унија. Ние не се откажуваме на патот на Европската унија. 10 часот овде негде ја затвараме нашата емисија за утро, почитувани слушатели. Се гледаме повторно утре изутрина заедно со Искра Кровешовски и нашиот ексклузивен гостин кој ќе ни ги најави сите овие работи, по која динамика ќе се одвиваат и кои македонски сектори, граѓани може најмногу да очекуваат од ова ново наше стратешко партнерство со God Save the King.